Побара законски измени без детално да објасни што работело СЈО изминатиот период. Специјалната обвинителка Катица Јанева одговараше на прашањата на пратениците, иако целосно не го презентираше извештајот на 600 страници за работата на обвинителството со кое раководи. Прашања многу, главно од владеачкото мнозинство. За тоа зашто се потрошени 60 милиони денари за кои недостасуваат информации во извештајот, колку телефонски разговори примило СЈО од лидерот на СДСМ, дали Јанева дозволила да се стекне впечаток дека СЈО работи пристрасно за една политичка партија, како Талевски е во притвора за АФН. Дали имате превзено било какви други постапки поврзани со протекување на прислушкувани разговори од моментот кога вие ги превземавте кај вас? Зошто? Заради тоа што секој граѓанин на Република Македонија може да се сомнева дека разговорите ги пуштил во оптек еден, друг, трет, но може да се сомнева дека можеби разговорите потекнуваат од некој крт од вашата институција. Или некое лице кое што вие сте го одбрале да биде дел од тимот. Значи, врз основа, ние мораме да имаме доказ, господјо Јанева, дека тие разговори кои што сте ги прибавиле, ќе ги третирате во согласно со устав и закон. Но исто така, вие имате обврска да ги прибавите сите и да почнете постапка да ги одземете сите. Без разлика дали биле објавени на Facebook, на YouTube, на некој сајт, на друг сајт, ги имало на Битпазар, ги имало во Косово во чејджилници за некој од колегите политичари, значи вие имате полно право да обезбедите постапка да тоа го заштитите. Јанева одговараше на дел од прашањата повторно со обвинувања. Собранието било нелегитимно, изборите нерегуларни. Од СДСМ добиле 500.000 разговори. За ЗАЕФ немало докази во прислушуваните разговори, се работело на тоа да се прикажат сите финансии. Специјалната обвинителка побара и пролонгирање на рокот за работа на СЈО, измена на законот за заштитени сведоци, како имплементирање на препораките на Венецијанската комисија. Кратко и јасно ќе одговарам. Значи, 30 кубни метри што се презентирани во извештајот се доказен материјал кој досега е приберан од страна на специјалното јавно обвинителство. Што значи тоа? Тоа значи дека да не кажуваме кутии, бидејќи може пак да дојде до спорно колкави се тие кутии. Значи ги измеривме дека се работи за 30 кубни метри. Така. Во другото прашање нема никој доставено други незаконски прислушкувани разговори. И апелирам повторно како во извештајот, доколку има некој да такви прислушкувани разговори да ни ги достави. Што се однесува и до прислушкуваните разговори што ги има основното јавно обвинителство Скопје, исто побаравме да ни бидат доставени, се уште не ни се доставени. Имаме статистички извештај за доставените разговори од страна на опозицијата, кои се само статистички попишани на 619 страници. За разлика од власта, опозицијата со став дека постојат сериозни докази за тоа кој вршил незаконско прислушување. Според Рената Треневска-Десковска од СДСМ, истрагите на СЈО ја соголиле власта. Во сегашниот извештај на специјалното јавно обвинителство читаме дека се поднесени два обвинителни предлози, но јас морам да посочам дека она што беше направено од страна на председателот на државата, господинот Ѓорги Иванов, со незаконски дадените аболиции, практично во еден момент значеше прекин во работата и пречка во работата на специјалното јавно обвинителство. Рафи Залитио дуи пак се интересираше за тоа дали СЈО ќе го преземе случајот Монструм. Директно ќе и поставам прашање на госпоѓа Катица Јанева, дали ќе го преземе да го следува случајот Монструм, бидејќи целата јавност очекува да види што се случило со тој случај. Говорам за сите граѓани, било да се македонци или албанци, затоа што се работи за случај кој го обременува политичката клима. За независната пратеничка Роза Топузова Каровски извештајот не е целосен и затоа не може да се води суштинска дебата. Вие имавте должност да го почитувате и да го признаете легитимитетот на пратениците. Барем за пратениците, за другите институции, вие си знаете. Извештајот на специјалното обвинителство во понеделник ќе биде на пленарна седница во Собранието.